Вести на Канал 8, добро дојдовте. Повеќе од 2 месеци детското оделение при Општата болница Кочани работи со преполн капацитет. Исполнети се сите соби, а лекарите се трудат да одговорат на сите пациенти. Повеќе од 2 месеци детското оделение при Општата болница Кочани работи со преполн капацитет. Исполнети се сите соби, а лекарите се трудат да одговорат на сите пациенти. Причина за преполното одделение представуваат долно-респираторните инфекции. Андријана Лазарова, лекарка од детското одделение, истакна дека на удара од грипот се доенчињата, а со почетокот на учебната година очекуваат дека бројот на заразени ќе се зголеми. Состојбата на детското одделение во Општата болница Кочани е таква што ние изминатите 2 месеци сме цело време со преполн капацитет. Додека беа температурите над нула, актуелни беа вирусите кои што се од типот респираторен синцитијален вирус, аденовирус, параинфлуенца, со тоа што сега со падот на температурите очекуваме во пороце деца кои што се со инфлуенца, тоест грип. Изминатиот период многу нудар беа доенчињата и се уште се, тоа се значи деца кои што се мали и многу често завршуваат со долно-респираторни инфекции. Од таа причина нашата грижа е тука поголема за истите. Сега веќе има високи фебрилности и кај поголеми деца, така да фебрилностите се на кратки интервали. Ние се справуваме неколку со состојбата, иако работиме со помалце персонал во овој период, меѓутоа се трудиме да ги згрижиме сите дечиња. Полн капацитет сме, сите соби се зафатени, се трудиме сите да ги згрижиме. Градинките се место каде што секако има полесен пренос од причина пошто престојуваат повеќе деца во затворен простор. Меѓутоа тоа е еден природен процес и секоја година се очекува дека се на удари градинките па и школските деца. Сега е распуста, каде уште не ни се на удар толку школските деца, ама ако почне школската година сега, како што е редот на 22, очекуваме дека ќе има порасти кај школските деца на фебрилни состојби и грип. Од детското одделение упатија апел до граѓаните доколку некое лице е заразено да не се меша со други, а препорачуваат да се конзумира и поголемо количество на овошје и зеленчук. Препораките би биле да не се мешаат во затворени простори каде што се знае дека има настинати лица. Секако не забрануваме престој на свеж воздух, да има доволно овошје, зеленчук, да има витамин С, а во однос на тоа кога се веќе настинати, кога има покачена температура, препораките се да се внесува доволна количина на течности, пред се електролити и доколку температурата трае повеќе од 3 дена да биде побарена помош прво од матичен лекар ако има некој проблем да се јават кај нас. Таков е периодот, секоја година се очекува да има пик во овие зимските месеци, иако морам да наповенам после периодот на корона, ова е доста инвазивна година со вируси кои што многу лесно се спуштаат на белите дробови и прават компликации кај дечињата и затоа ние се трудиме максимално да им помогнеме. Меѓутоа, пак ќе дадам апел и покрај тоа што беа празници и сите сака да се дружат, нека се стрпат, нека бидат во изолација, да не се мешат кога има болни, затоа што тоа е начинот на пренос. Не е отворениот простор, туку напротив, престој во затворени простори кај што има болни. Најсериозни здравствени проблеми се забележани кај децата под 3 годишна возраст, чиј имунолошки систем е послаб, односно недоволно развиен. Во Кочани се одржа регионална работилница за јакнење на капацитетите на женското предприемништво. Организатор на обуката беше програмата за развој на Обединетите нации и националната платформа за женско предприемништво на Македонија. Начините за дигитализација на бизнисите што ги водат жените предприемачки заради полесен пристап до средства за нивно финансирање беа тема на регионалната обука што во Кочани ја организираа програмата за развој на Обединетите нации UNDP и националната платформа за женско предприемништво. На работилницата дигитализација, финанси и оформување на цени, на која учествуваа представнички од бизнис секторот и невладини организации од регионот, беа објаснети и можностите што ги нудат современите дигитални техники за развојот на енергетски ефикасно производство.
Денеска ќе обрнеме внимание на дигитализација на бизнисите и на пристап до финансии, како низ дигитализација на бизнисите и со подобар пристап до финансии да стигнеме до бизниси кои што се поклиматски неутрални или бизниси кои што можат да принесуваат повеќе кон зелена економија и зелено водење на бизниси. Дигитализацијата е општа веќе тема, офаќа премногу во својата дефиниција како области, така да ќе зборуваме поконкретно во зависност од индустриите што они можат со мали чекори за почеток да применат дигитални алатки, се со цел да си го олеснат работењето, меѓутоа и ефектот од тие спроведувања на процеси на дигитализација или воведување на нови дигитални алатки да бидат климатски неутрални или бизнисите низ тие алатки помалку да принесуваат кон наштетување на животната средина. Делумно се упатени, меѓутоа не како што треба. Затоа се и овие обуки кои што ги спроведуваме, генерално обуки за градење на капацитети, каде што има слаби страни во овие мали и средни бизниси или микробизниси, да им помогнеме да осознаат, да го изградат капацитетот, за да, како што реков, помали чекори, со мали алатки, со мали потези, почнат да спроведуваат веќе некои активности кои што можат да значат подобра грижа за животната средина. Регионалната обука во Кочани е дел од проектот за јакнење на капацитетите на жените предприемачки за одржлив развој на бизнисите, обезбедувањето извори за финансирање, определувањето вистински цени на производите, унапредување на маркетиншките вештини и техниките на продажба. Во рамки на проектот ќе се одржат уште неколку обуки, каде целна група се жените кои имаат бизнис идеја или почнале сопствена компанија во производствените и услужните дејности. Општина Виница ја продолжува реализацијата на програмата за уредување на јавните површини во населените места. Во тие рамки се поплочуваат улици во селото Јакимово, за што се обезбедени средства од општинскиот буџет. Локалната самоуправа на Виница и во текот на оваа година продолжува со почнатите активности за изведба на подготвителни земјени работи, набавка и поставување на бекатон плочки на улици и тротоари во населените места во општината. Во тие рамки во завршна фаза е поплочувањето на 2 улици во селото Јакимово. Активностите околу уредувањето и реконструкцијата се одвиваат според предвидената динамика. За оваа активност од буџетот на општина Виница се обезбедени околу 850.000 денари. При тоа, со овие пари е предвидено да се поплочат околу 700 квадратни метри. Изведбата на поплочувањето го реализира Друштвото за градежништво, трговија и услуги Евроградба инженеринг од струмичкото село Владиевци, со кое минатата година општина Виница склучи договор во вредност од над 4,5 милиони денари во бруто износ. Од локалната самоуправа најавуваат дека поплочувањето ќе продолжи во наредниот период, при што ќе бидат опфатени и други населени места во општината. В петок православните верници го слават празникот Богојавление Водици. Од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги информираат дека во тек е пријавувањето за скокање по честниот крст. В петок православните верници празнуваат Богојавление Водици. Од храмот Свети Великомаченик Ѓорги истакнаа дека во тек е пријавувањето за скокање по честниот крст. Традиционално, како и секоја година, крстот во Кочанска река ќе биде положен околу 12 часот кај мостот во паркот на Револуцијата. Предходно во утринските часови ќе се отслужи и света божествена литургија. Веќе имаме околу 20 на пријавено кандидати, како од преходните години, така и сега. Правилата се исти, значи лицата да се полнолетни, да се православни, крстени во православна вера и да се од градот Кочани, а исто така е побарано од нив, од своите матични лекари, да донесат потврда дека се телесно здрави, се со цел да не дојде до некоја несакана последица и празникот да добие една димензија која што не ја заслужува и се да биде христијански достоинство, некако што доликува на едно празнување. Ги повикуваме сите верници најпрви да дојдат на светата божествена литургија, да ги упатат своите молитви кон троединиот Бог, а подоцна сите со литија ќе се упатиме традиционално на водите на Кочанската река, односно на мостот кај паркот, каде е предвидено околу 12 часот да биде потопен крстот. Поканите неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион, ја очекуваме потврдата за неговото присуство. Се надеваме дека како претходните години, така и оваа година ќе бидеме удостоени тој да го изврши самиот свет чин. Инаку празникот Водици народот го празнува како еден од најголемите христијански празници,
затоа што на тој ден Исус Христос се крстен од светиот Јован Крстител во реката Јордан. Со тоа на овој празник му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Освен во Кочани, честниот крст ќе се положува и во другите соседни општини. Членовите на Сдруженијето на пензионери Кочани во понеделникот се собраа на заедничка дружба по повод празникот Василица. Си поделија лепче со паричка и си посакаа уште долги години да ја продолжуваат вековитата традиција. Сдруженијето на пензионери од Кочани ја продолжи василичарската традиција. Се собраа во голем број, си поделија лепче со паричка, се дружеа. Председателката на клубот на актив на жени и на Сдруженијето на пензионери од Кочани истакнаа дека традицијата која трае со години ќе ја продолжат и во иднина. Со цел да се задржи традицијата на верскиот празник Василица, Сдруженијето на пензионери на општина Кочани ја организира оваа седенка не само на пензионерите од Кочани, него и од околните села. Има поголем одзив на пензионери, сакаат да се дружат заедно и да ја продолжиме традицијата на верскиот празник. Жените пензионерки со своите вешти раци направиле баници, зелници, кифлички, благо, баклава, се што знаат и умеат донесоа да збогатат нашата трпеза и во иднина секоја година ќе наставиме да се дружиме со поголем одзив. Сдруженијето на пензионери одлучи оваа година за празникот Василица да ја продолжи традицијата од некогаш со обичаи. Затоа одлучивме овде во просториите на Колор да се собереме и да ја прославиме Василица. Големиот одзив ме изненадува за тоа што луѓето сакат да ја продолжуваат традицијата. Сдруженијето на пензионери на оној што ќе му се падне паричката ќе додели една скромна награда за да биде во долго сеќавање за секогаш. Од Сдруженијето на пензионери додадоа дека василичарската традиција прославуваат по стари обичаи, односно во духот на православната вера. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.